Убав повод е кога го славиме Илинден, поготово во градот што го носи со гордост неговото име, да подсетиме на една веќе подзаборавена културно-научна манифестација Гоцеви денови. Манифестација која ги обединуваше литературните творци, игрорците, театарските работници, сите љубители на убавата уметност и научниот збор. Ја користам приликава да подсетам, да размислиме заедно за возобновување на култната манифестација Гоцеви денови овде во Делчево. Мојот апел е до представниците, народните представници во Општинското собрание да покренат иницијатива, а Советот да донесе одлука за возобновување на манифестацијата и тоа да не чекаме долго, туку уште во наредната година со планирањето на буџетот да бидат предвидени скромни средства за таа намена, а тоа и не бара многу. Така ќе го вратиме сјајот на манифестацијата, така ќе овозможиме голем број луѓе од политичкиот, од културниот, од општествениот живот, па и наши сонародници од другите земји да доаѓаат во Делчево, да го славиме великанот Гоце Делчев и да го славиме нашето вековно постоење со желба во иднината секогаш да не води неговата мисла за разбирањето на светот како културен надпревар меѓу народите. Илинден се славеше како сенароден празник. Се славеше во сите села, во сите градови, со културни манифестации, со фудбалски турнири, со концерти, со гостување на театарски ансамбли од други места, барем во Делчево. Може скромно сега последниве години се одбележува, може би како последица и на пандемијата која во минатите 2 години, но чинам дека поголем празник, посветол ден во историјата македонска нема. Затоа ние како постари генерации треба да им садуваме љубов и почит на младите, на учениците, на студентите, овој ден да биде возвишен, да биде славен и не само во Крушево, туку секаде кај што постојат македонци и во земјата и во светот.